лажните вести имаат за цел да шокираат. Веднаш, бргу, да ви ги совриат страстите, воопшто да не размислувате дали треба да ја проверувате, туку веднаш да ја споделите или веднаш да коментирате. Значи, она што е особено важно за мене е фактот што медиумската писменост влегува на голема врата во курикулумот на Филолошкиот факултет и со тоа во курикулумот на УКИМ. Она што го опфаќа овој голем проект за медиумска писменост, значи воведување на медиумската писменост во основното и во средното образование, и тоа треба да го спроведуваат наставниците по мајчин јазик. Како што сите добро знаеме, најголемиот број наставници всушност доаѓаат од Филолошкиот факултет, така што добро е тие да бидат обучени во оваа сфера уште пред започнувањето на работниот процес. За жал, ако порано беше довербата важна, сега е важна недовербата. Колку тоа чудно и да звучи, но кога се читаат вести, многу е важно да не верувате. Многу е важно да проверувате од каде доаѓа веста. Зошто е така спакувана? Што е целта на таа вест? Ако некогаш за мојата генерација разликувањето на вистината и на лагата било важно од етички причини, сега е тоа важно во буквална смисла од екзистенцијални причини. Бидејќи спомнавте кампањата, како што рекол поранешниот американски претседател Рузвелт, најмногу се лаже во љубовта, ловот и предизборната кампања. Особено уште ако не можете тоа оригинално да го примите, тоа е веќе ве доведува на можеби сосема погрешна ситуација. Значи сега веќе имаме медиумско созревање. Збориме созревање на медиумите, на новинарите, на камерманите, на уредниците, дека оваа држава има граѓани кои не слушаат, не по своја волја, едноставно се случува тоа, користат свој јазик, природен јазик на комуникација, тоа е знаковен јазик, во суштина овдека се користи македонски знаковен јазик, кој го користат сите лица со оштетен слух, деца, возрастни, стари, болни, здрави, не е ни важно, нели? Го користат македонскиот знаковен јазик, кој е бисер на нашата култура. Имаме портали во последно време, кои што воопшто не се пристапни, и овие портали се стануваат се повеќе и повеќе важни во пренесувањето на информации и мора нашата држава како аспирант за членка на ЕУ да направи нешто во тој поглед, пошто нема да се добијат информациите, да дојдат информациите до сите луѓе со такви портали. Тоа што јас би го апелирал во овој момент до идните, да кажам, пишувачи на медиумски содржини, е тоа да ги имате лицата со попреченост предвид и да ги поедноставувате речениците. Значи, затоа што работиме многу со снимки од радио, снимки од телевизија, има реченици кои што траат 40 секунди. Тоа се реченици со 80 зборови, што комотно може да кажеме дека се 2 параграфи текст. Дневното новинарство дека за лицата со попреченост, нели, 3 ноември, 3 декември, тоа е светски ден на лицата со попреченост, дали јас само ако објавам еден текст за 3 декември, сум ја објавил својата должност кон јавноста? Дали? Навистина лажните вести служат за одвлекување од вистинските проблеми, всушност служат и можат да заведат и цели држави и донесување на политички одлуки кои потоа не им одговараат на граѓаните на тие држави. Такви примери имавме многу, особено на нашиот дел од светот, во Западниот Балкан. Think critically. Gather the whole story. Media Literacy Days 2022. From the 25th of October to the 1st of November. Learn more at www.mediumskapismenost.mk.